Јас најмногу сакам да сликам. Инаку, многу ми срцето да ми става на половина и да ми се спои. Јас се чувствувам некако радосно, ми се исполнува срцето. Здраво на сите. Јас сум Филип. Имам 9 години, скоро ќе се вели 10. Рики, јас помнам декада, јас учам во Ристо Кралев Бунарчик. Јас сум 4-то одделение и живеам во Бунарчик. И тоа беше изолиран случај тогаш, кога видовме дека после сликањето имаше навистина убав резултат, една убава слика. Потоа не држевме некој континуитет, меѓутоа подоцнежно видовме дека тој навистина има талент и дека од сите тие заложби тој да слика може да произлезат некои навистина убави дела, па почнавме поинтензивно да вложуваме во тоа. Сакам да ги разлевам боите. И да мојата желба се оствари. Техниките кои што тој ги користи се исклучително во широк спектар. Може да стане збор за сликарска шпатула, за обично сунгерче, цевки за дување, дури и фен користиме кога за тоа има потреба да се разлее бојата убава. Да, ама сега ни користиме отворена чашка. Да, и понекогаш техника со отворена чашка. Моите омилени бои се зелена, розова и сина. Рики, нема машки и женски бои, но ние сите си имаме различни бои. Изложбата сама по себе значеше за нас неверојатно можност да покажеме од каде сме тргнале и каде сме стасале. Со кои потешкоти сме се соочувале низ долгогодишната борба со аутизмот, со кои предизвици сме се соочувале на тој пат и до каде сега сме стасале. Јас не викам дека и се уште не треба да се работи многу на тоа поле. Таа борба никогаш не престанува. Тоа е битка во која што еден фронт кога ќе се затвори, се отварат два нови. Во буквална смисла на зборот, кога ќе мислиме дека едно нешто сме го надминале и сме успеале во тоа, веќе се појавуваат некои нови ситуации на кои што повторно мора да се насочиме со целото свое внимание, труд и љубов. Доколку приметат, доколку почувствуваат дека детето има некој талент, да не се двоумат да го прифатат тој факт и да му дадат до значење, затоа што се додека ние како родители, прво ние како родители, а понатака општеството како околина во која што ние функционираме, не ги прифатат овие можности и овие потенцијали, тогаш тоа би било една огромна штета за светот. Или подобро да би се рекол навреда.